туризмот. Благодарам. Во рамките на јубилеот 10 години од постоење на Универзитетот за туризам и менеджмент, ја организираме по пети пат меѓународната научна конференција, така наречен конгрес, пети поред, со насловот кој што вие кажавте, предизвиците и можностите на туризмот во 21. век. Заедно со нас коорганизатор е Светската академија за уметности и науки, со седиште во Швајцарија, која што исто така придонесе во обезбедувањето на размислувањата на панелите. 5 панели се, да не ги замараме вашите почитувани гледачи. Само на кратко ќе кажеме дека учествуваат еминентни и практичари и особено лица од областа на пошироките активности во туризмот од 14 земји, меѓу кои дури од Индија имаме, од Соединетите Американски држави, од сите европски држави, од Русија, дури имаме и труд, меѓутоа не се присутни и од Кина. Сите тие се со една заложба, морам да кажам дека сите 5 до сега беа биенални конференции, односно конгреси, сите се со различни тематски содржини и некако по повод 10 годишнината на Универзитетот за туризам и менеджмент, ова е пета јубилејна научна конференција, односно меѓународен конгрес, на која ќе ги разгледаме досегашните активности во рамките на 90-тите години, значи кон крајот на минатото столетие и почетоците, како и интерполацијата или продолжувањето на современите трендови во рамките на размислувањата и секако поддршката која што има во реалниот свет. Она што сакаме да истакнеме дека туризмот како мезоекономија, како стопанска гранка или индустрија, како што некои кажуваат, иако тоа спаѓа во услужните дејности, бележи перманентен пораст и е трето растечка по брзина стопанска област во светот, нормално по информатиката, по енергетиката, односно петро областа, потоа е индустријата или мезоекономијата туризмот, која што бележи перманентен пораст со над 3 до 3,5% од година во година. Значи верижно, ако ги гледаме вака статистички показателите, согласно трендовите во светот некаде над 2 милиарди туристи во минатата година и преодот кон оваа година, значи 2016, имаат поминато граници од една во друга држава, од еден на друг континент, од еден на повеќе континенти или од повеќе континенти кон некаде. Во рамките на овој дел, согласно разговорите што претходно ги имавме, Македонија исто така бележи големи заложби. Она што нас не радува како Универзитет за туризам и менеджмент е кои што сме добитници на наградата за образование, морам да кажам на Агенцијата за поддршка на развој на туризмот за оваа година, а претходно добивме на ниво на Светската туристичка организација, токму препознавањето на научната потпора во рамките на креирањето на развојните концепции и во областа на туризмот. Да се вратиме малце на конференцијата, кажавме на која тема ќе се говори, заклучоци претпоставуваме дека ќе има сепак од оваа конференција, каде што ќе се споделат повеќе мислења, што ќе биде, бидејќи се работи за предизвиците, како ќе може да се надминат овие? Предизвиците, јас можам начелно во нацрт заклучоците базирано на организациониот одбор и научниот меѓународен одбор во кој што членуваат, да кажем, и дури академици од различни држави, главно оптеретување, значи трит на англиски да го кажеме, е секако безбедносната ситуација во светот, односно опасноста за каните од тероризмот, како лимитирачки фактор или успорувачки фактор на акцелерацијата, на забрзувањето на туристичките трендови. Втора работа е дека сепак ова е услужна дејност која што бележи продажба и на еден цел комплементарен дел, не само на производи, туку и на нематеријални видови на развој. Трета е комплетната понуда која што се зголемува преку мерките, преку можностите кои што ги дава современата методологија на комуникација и секако прогнозираните трендови во развојот на збогатувањето на благосостојбата на населението во светот. Тие се нацрт, сепак некако ги издадов пред да заврши конгресот, меѓутоа ќе се формулираат и секако дека ќе презентирам пред вашите почитувани гледачи. Така е, во однос на тоа како Македонија се наоѓа, се бележи во однос на тоа, говориме за безбедноста, нели? Европа е прилично, како се наоѓа на континентите од она да како најбрзо растечка индустрија за туризам? Статистички не ќе да оптеретувам, ќе кажам наративно или квалитативно, ако веќе сакаме да кажеме, Македонија заедно со Црна Гора се прогласени за најбезбедни држави во областа на регионот.